Основното училиште Кочо Рацин од Куманово и средното училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка се избрани за училишта со најдобри веб страници. На јавниот повик на Министерството за образование и наука за избор на најдобра веб страница за учебната 2014-2015 година се пријавиле 17 училишта, од кои 10 средни и 7 основни. Веб страниците се изработени од самите ученици, предводени од наставниците. Во категоријата за основни училишта во потесниот круг влегоа училиштата Свети Кирил и Методи од Македонска Каменица, Кочо Рацин од Куманово и Ванчо Прке од Штип, а во категоријата средни училишта влегоа училиштата Здравко Цветковски Скопје, Наум Наумовски Борче Крушево и Ѓорче Петров од Крива Паланка. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски истакна дека проектот за избор за најдобра училишна веб страна има за цел да ја поттикне креативноста и квалитетот во изработка на училишните веб страни, но и надпреварувачкиот дух помеѓу учениците. За рангирањето на пристигнатите пријави и избор на најдобрата училишна веб страна беше формирана стручна комисија составена од представници на Министерството за образование и наука, Министерството за информатичко општество и администрација, Бирото за развој на образование и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитет Свети Кирил и Методи. Комисијата ги разгледа апликациите, ги анализираше пријавените веб страни согласно критериумите за квалитет на содржината, навигацијата, оригиналноста, дизајнот, презентацијата и слични карактеристики од кои зависи функционалноста на самата веб страница. Членовите на комисијата направија потесна селекција во категории основни и средни училишта, односно одбраа по 3 училишта во двете категории. Утрово повторно се состана и во присуство на овие 6 училишта, транспарентно ги одбраа најкреативните. Како награда, училиштата што изработија најдобри веб страници ќе добијат интерактивна табла, додека другите училишта кои влегоа во потесниот круг ќе добијат пофалници од Министерството за образование и наука за изразената креативност.